Неодговорното и расипничко однесување на функционерите од претходната локална власт и дел од општинската администрација резултираат со огромен долг на општина Велес, рече на денешната пресконференција градоначалникот Аце Коцевски. Долгот на општината во моментов информира изнесува над 2,7 милиони евра. 70 вработени во општината и 19 во противпожарната единица на неопределено време и уште 41 лице е со времено вработување, рече Коцевски. И во Дервен, според градоначалникот, состојбата е алармантна во однос на превработеност. Таму во моментов вели има околу 300 лица вработени на неопределено и 49 времено вработени. Најголем дел од долгот на општината е токму во комуналното предпријатие, но значителна сума општината им должи и на градежни компании и превозници на ученици. Најголем дел од тие долгови се кон јавното комунално предпријатие 87.622.736 денари, кон градежните фирми од Велес и други добавувачи 130.668.371 денар и кон превозниците на учениците во училиштата основни и средни 36.615.665 денари. Дел од општинската администрација, вели Коцевски, во тек на работно време работела во корист на партијата. На еден од вработените полицијата од домот му одзела лаптоп и службен телефон кои во моментов се на вештачење. Подпредседателот и секретарот на општинската изборна комисија за време на кампањата агитирале во корист на партијата, а се испратиле и насилнички пораки преку социјалните мрежи. Ќе цитирам една таква порака на вработен во општинската администрација. Цитирам: "Поздравете си го лидерот од Муртино и тој што пушта паричиња од амбасадата", ти, претпоставам се мисли на американскиот амбасадор, "ама пред да биде Велес двојазичен, и нив и вас ќе ве бесиме на сармале." Јас треба со овој млад државен службеник да комуницирам секојдневно, да работам, а тој мисли мене да ме беси на сармале. Поранешниот председател на Советот Коцевски информира користел службено возило спротивно на правилникот, а пратеникот Димовски пак имал свој личен шофер. Мојот джентелменски предлог до него ќе биде да прифати да ја обештети општината за вредноста на амортизацијата на возилото и за потрошеното гориво и сметки за патарина. Доколку тоа не го направи, ќе покренеме соодветни постапки за да го докажеме и да го оствариме тоа право по судски пат. Интересен е случајот со господинот пратеник Илија Димовски. Тој имал привилегија вработен во општинската администрација, кој потоа е префрлен во територијалната противпожарна единица да му биде личен возач. Дел од велешките училишта се соочуваат со проблем во однос на обезбедувањето огрев, но Коцевски вели се преговара за надминување на истиот. Се преговара и со градежни компании за раскинување договори, како оној за изградбата на кружен кај Јавона и покриен градски пазар.